Поглед на децата кои што се сторители на насилство. Тоа се деца кои што исто така се соочуваат со не толку добро или позитивно изградена слика за себе. Имаат некои недостатоци за кои што можеби се свесни, можеби не се свесни, меѓутоа самодовербата не е така висока како што ние од страна тоа го гледаме или мислиме дека се толку нели силни и моќни. Она детенце кое што има потреба да за сметка на маката на другиот се види себе си моќен, знае дека има некаков проблем со себе. Оние деца кои што се среќни, кои што се од дома негувани, чувани, растени, Gentle parenting, што би рекли се така. по-ново. Тие немаат потреба да вршат врсничко насилство. Но децата кои што живеат во насилство, кои што слушаат дома погрдни зборови, кои што ја гледаат борбата за моќ, дали помеѓу родителите или надвор од границите на своето семејство, каде што се вклучени нивните родители, велам кон надвор, тие ќе го промовираат тоа. И уште нешто сакам да потенцирам, бидејќи родители имаме тука присутни, никој не се раѓа со агресија во себе. Таа агресија од некаде ние ја собираме. Да. Агресијата или лутината, велам имаме тука една кофичка со солзи или со лутина или со што и да е, треба да најде канал како да излезе од нас самите. Ако не му помогнеме на детето да најде социјално прифатлив начин да ја вентилира таа негативна емоција од себе, тоа самото ќе го најде начин.